До крајот на оваа година се очекува да бидат завршени градежните работи со опожарените конаци на манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавецка и Прилеп, а до идниот Великден и комплетно внатрешно да биде уреден манастирскиот комплекс. Источниот конак ќе биде монашки, а во другите конаци ќе има 60 на места за посетители. Веќе се работи на дограмата, поставени се прозорите и вратите се веќе пристигнати, се започнува со нивна монтажа, се работи на машинскиот дел, водовод и канализација се работи, плочкарите работат, така што и тие занаечески работи веќе се во полн ек. Најважно од се е тоа што манастирот сега ќе бил заштитен според сите најсовремени стандарди за заштита од пожар. Пред 3 дена сме завршили. Пред неколку дена поставивме громобран кој има голем капацитет да го покрива целиот комплекс од црквата. Во иднина конаците ќе бидат заштитени со мрежа на хидранти со вода, а ќе биде поставена и мрежа на посебен гас за гаснење на пожари. Ќе има индуктори во секоја просторија кои ќе сигнализираат доколку се појави пожар за да се вклучи системот. Но сепак останува најголемиот проблем, а тоа е катастрофалната состојба на црквата која што потекнува од 12-тиот век. Над зидовите има големи пукнатини. Фреско живописот стар над 800 години буквално се распаѓа. Цели делови од него паѓаат на земја. Во последниот период беа превземени одредени мерки за превентивна заштита, но потребна е што е можно побрза конзервација. Моментално е завршен проектот за превентивна заштита на црквата. Конструктивно консолидирани се најоштетените делови на храмот, а идната пролет се очекува конечно да започне реализацијата за конзервација на црквата. Инаку овој објект моментално се наоѓа во катастрофална состојба и потребна е итна интервенција од страна на државните органи. Црквата, старата трапезарија и магреницата со децении беа запоставувани од страна на државата, иако УНЕСКО го прогласи Трескавец за еден од 100-те најзагрозени споменици на културата во светот. Од Заводот и музеј Прилеп велат дека се работи на сите проекти на Трескавец. Че се почнати работите околу црквата, истражувачките работи почнуваат, имаме препораки од комисијата, некои градежни материјали кои се околу црквата поставени. Значи сето тоа треба да се дислоцира. Мораме да се направи превентива околу црквата исто така за одводнување на влагата. Се предвидува истражувачки работи на архитектурата, на живописот, паралелно ќе се работат проекти за конзервација на живописот и конзервација на архитектурата. Еден од главните проблеми на Трескавец е и недостигот на вода. Водоснабдувањето во Трескавец е вековен проблем, така што сега се во тек некакви иницијативи, се надеваме дека и тоа ќе дојде до своја реализација, затоа што џабе ги направивме конаците ако не го решиме проблемот со водоснабдувањето. Кога ќе се реализираат сите овие проекти, Трескавец се очекува да биде еден од најпосетуваните манастирски комплекси не само во Македонија, туку и во регионот.